Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте во училницата. Сега ќе имаме час по историја. Јас сум Дијана Карабиловска, наставник по историја во Основното училиште Манчо Матак од Кривогаштани и денеска, заедно со вас, ќе зборуваме за воените судири на Скендербег со османлиската војска. Што е она што треба да го научиме на овој час? Да дознаеме за ослободувањето на Средна Албанија и нормално да ги прошириме знаењата за Скендербег. Меѓутоа сепак, најпрво да се потсетиме. Кој бил Скендербег? Кога започнало востанието на Скендербег? Кога и каде била формирана Лешанската албанска лига? И што представувала Лешанската албанска лига? Вие можете вашите одговори да ги запишите во вашите тетрадки, меѓутоа сега ќе ги одговориме заедно со мене. Скендербег или Ѓерѓ Кастриот потекнува од познатото семејство Кастриоти и бил син на Ѓон Кастриот и неговата сопруга Воислава. Неговиот татко го дал како заложник на османлиите, па Ѓерѓ 10 години се школувал во Ичоглановото училиште близу до Едрене, каде што го добил името Скендер. Заради постигнатите успеси, ја добил титулата бек и функцијата санџакбек. Но по поразот на османлиската војска кај Ниш од крстоносците предводени од Јан Хуњади, тој заминал во Албанија, каде што го подигнал востанието. Неговото востание започнало во 1443 година. Тој успеал околу себе да ги обедини останатите албански феудалци и заедно да се борат против османлиското навлегување на нивните територии, па затоа на 2 март 1444 година во црквата Свети Никола во Леш била формирана Лешанската албанска лига. Таа имала карактер на воен и политички сојуз, бидејќи биле здружени владетелите од земјата и била чекор кон политичко обединување и создавање на централна власт. Но да видиме, откако се формирала оваа Лешанска лига, што се случува со востаничкото движење кое што го предводил Скендербег. Ова е картата на востанието на Скендербег, меѓутоа за ова востание повеќе зборувавте на претходниот час. Откако била формирана Лешанската албанска лига, Скендербег очекувал напад од османлиската војска. Тој на брзина ја подготвил војската, ги обновил зидините на тврдините и ги снабдил со намирници за долготрајна опсада. Во јуни 1444 година османлиската војска се упатила кон востаничките области. Војската на Скендербег го пресретнала непријателот во Торвиолското поле. Пешадијата и коњаницата на Скендербег ја нападнале османлиската војска од сите страни и нанеле тежок пораз. Уште две османлиски војски кои што биле испратени против Скендербег во 1445 и 1446 година биле поразени кај Дебар и Мокра во Западна Македонија. Во 1448 година кон тврдината Светиград се упатила голема османлиска војска под водство на султанот Мурад II. Османлиите ја обсадиле тврдината Светиград, која била бранета од мала востаничка војска. Другата востаничка војска, начело со Скендербег, ги напаѓала османлиите, кои ја обсадувале тврдината. По двомесечната обсада, бранителите на тврдината, изморени и без вода, се повлекле од Светиград и се утврдиле во тврдината Модрич. Султанот, откако не успеал да ги порази востаниците, се повлекол. Во меѓувреме, востаничката војска под водство на Скендербег ја разбила венецијанската војска кај Скадар и ги принудиле венецијанците да му плаќаат годишен данок. На оваа слика е опсадата на Светиград, а на другата слика имаме детал, односно представена преку цртеж, воена борба меѓу востаниците на Скендербег и османлиската војска. Откако Скендербег ги принудил венецијанците да им плаќаат данок, во 1450 година
Албанија била единствената слободна земја на Балканот. За да го скрши овај отпор, султанот Мурад II во 1450 година со 100.000 војска се упатил кон Албанија. Тој пристигнал пред Кроја, каде што поставил логор. Обсадата на тврдината Кроја траела со месеци. Османлиите ја напаѓале тврдината со топови, а тврдината успешно ја бранеле 1500 војници под команда на Врана Конти. Нив дошол да им помогне Скендербек со околу 8000 војници. Откако не успел да освои тврдината, султанот Мурад II наредил да се повлечат, а по 2 месеци починал. Херојската одбрана на Кроја била најблескавата победа на албанците. Одзивот на оваа победа бил многу голем, не само кај албанците, туку и во европските земји. По одбраната на Кроја, Скендербек уште 2 пати ги поразил османлиските војски кај Мокра и во Полошко. Во 1455 година, кај Берат, Скендербек бил поразен, а османлиите му дале рок од 15 дена да ја предаде тврдината. За време на овој ултиматум, поради невнимателното однесување на командантот на градот, Музак Топија, османлиската војска ја опколила албанската војска и ја разбила. Скендербек заедно со Ѓерчари Анити се упатиле да им помогнат, меѓутоа не успеале да стигнат навреме. Во 1456 година, пред Берат, војската на Скендербек се судрила со 15.000 османлиска војска. Османлиите претрпеле пораз. Во 1457 година против Скендербек повторно се упатила голема османлиска војска, на која што му и се приклучил и Хамза Кастриот, внукот на Скендербек, кој што од почетокот на востаничкото движење бил заедно со Скендербек. Меѓутоа, тој исто така имал претензии за кнежевството Кроја, па преминал на страната на султанот. Скендербек најпрво е нападнал војската на Хамза, а подоцна во Албулена, кај Мамурас, тој со целата војска ги нападнал османлиите и ги поразил, а во самата битка загинал и неговиот внук Хамза. За освојување на албанските територии, султанот превзел повеќе воени походи, кои што завршиле неуспешно. Во 1466 година, султанот Мехмед II превзел уште 2 опсади на Кроја, кои биле безуспешни. Албанските територии 25 години биле неосвоиви за османлиските султани. Скендербек умрел на 17 јануари 1468 година и бил погребан во црквата Свети Никола во Леш. Со неговата смрт албанците го изгубиле својот херој. Меѓутоа, загубата ја почувствувале и европските народи, кои што, бидејќи го загубиле капетанот кој го попречувал навлегувањето на османлиите на европските територии. За домашна работа, после овај наставен час, ги имате следните 2 прашања, односно треба да ги одговорите следните 2 прашања. Опишете ги воените успеси на Скендербек против османлиите во периодот од 1444-1455 година и опишете го војувањето на Скендербек од 1455 до 1466 година. Ви благодарам за вниманието.